Поранешни студенти, но и апсолвенти на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, кои биле првенци на генерациите, денеска ги раскажаа своите успешни студентски приказни. Сања Стефанова на јавноста од регионот е позната по успешното водење на Советот на млади на Штип, но таа како вработена на универзитетот, веќе неколку години ја води Еразмус плюс програмата. Таа е студент на првата генерација на студенти на факултетот за информатика, а токму Штипскиот универзитет и дал шанса да покаже што знае успешно да работи. Смета дека како млад човек треба да си амбициозен. Јас како магистар по информатички науки работам, International Relations, но сепак тоа представуваше професија и еден предизвик за мене, бидејќи го работам тоа што го сакам и сум секако задоволна бидејќи работата самата по себе предизвика, имаш контакти од целиот свет, па така еве во изминатиот период успеав да го поврзам универзитетот со над 60 институции низ-секаде во Европа, тоа навистина представува успех за нашата институција, повеќе отвореност, повеќе контакти и во идејно мрежување на нашиот универзитет и на нашите студенти низ-секаде во Европа. Деспина Ристова е иден електроинженер, струка која е дефицитарна на пазарот на трудот. Апсолвент е на електротехничкиот факултет, забележува дека во изминатите години покрај тоа што професорите добро го пренеле знаењето, има и добра пракса за оваа струка. Универзитетот Гоце Делчев ми овозможи една добра пракса пред се теорија и ми изгради во личност каква што очекував и сакав да бидам. Моите амбиции ги исполнив на тоа ниво до кое што сакав всушност да стигнам. Се надевам понатаму дека и истите ќе се имплементираат и во пракса, затоа што пред се треба да се знае дека колку и да е релативно млад универзитетот Гоце Делчев, сепак кадрите што излегуваат и образованието е квалитетно, затоа што еве ние студентите и завршените веќе студенти и ние кои што сме на прагот на крајот на нашата едукација, можеме тоа да го потврдиме. Сања и Деспина велат дека има иднина во оваа држава, своето знаење може да го презентираат и во својот роден град. Успешните студентски приказни се дел од програмата за одбележување на 10 години од постоењето на универзитетот. Во четврток е централната манифестација кога ќе се одржи свечена академија, промоција на доктори на науки, филм, а гостите ќе уживаат и со познатите музички имиња Владко Стефановски, Тони Китановски и актерот Никола Ристановски.